Драги мои скопјанки и скопјани, почитувана македонска јавност, почитувани представници на медиумите. Денеска сум тука пред вас, како што ветив, еднаш и само еднаш, на една пресконференција, да ги демантирам сите бескрупулозни лаги, кои што ВМРО-ДПМН ги пласира во изминативе 10 дена, а поврзани и за мојата семена куќа и за мојот имот. Мојата семена куќа во Тафталиџе е изградена од страна на мојот покоен татко 1995 година и јас сум нејзин собственик од 2006 година. Како што можете да се види во овој договор, станува збор за куќа од приземје, прв, втор кат и кров. Лага број 1 на ВМРО-ДПМН. Видно во имотниот лист, јас сум собственик на куќа која што се состои од приземје, прв спрат, втор спрат и кров, што е фактичка ситуација и состојба и денеска. Ништо не е додадено повеќе од тоа што стои во имотниот лист. Лага број 2. Шилегов прави реконструкција без одобрение. Ова е одобрението издадено од надлежниот орган општина Карпош декември месец минатата година, кога е започната реконструкцијата. Лага број 3. Шилегов не е собственик на градежното земјиште. Ова е решението за приватизација на градежното земјиште. Драги мои скопјанки и скопјани, јас некаде уште во јуни најавив дека како ќе се ближи кампањата, така ќе бидеме сведоци на разни искажани работи кои што се врзани за мене. И така е во изминативе 8 години. Секогаш кога немаат со што да се спротистават на политиките кои што ги креира Шилегов како пратеник, портпарол, градоначалник на градот, влегуваат во бескрупулозни лаги и црна кампања. Со цел да ме компрометираат мене и моето семејство. Дозволете ми да искажам и извинување и благодарност на своето семејство што успеваме сите заедно сплотени да ја трпиме оваа црна кампања која што свесен сум, без оглед на фактите, нема да престане. Нема да престане затоа што на овие избори треба да зборуваме за Скопје. Поминаа 2 недели како Мицковски и Коце Трајановски застанаа позади независен кандидат и го промовираа својот кандидат. Не успеав ништо да слушнам поврзано со Скопје. Со политиките кои што планираат да ги креираат за Скопје, политики кои што треба да доведат до поквалитетен живот во нашиот град. И знам дека тоа не им е едноставно. Затоа што во изминативе 4 години завршивме еден, градиме втор мост. Изградивме 4 булевара, преку 110 километри велосипедски патеки. Ја вративме Дрисл од криминалната приватизација. Почнавме со стационарот Лајка суштински да го решаваме проблемот на кучињата скитници во нашиот град. Зеленилото е и тоа како видливо во нашиот град. За такви политики, за спротивставување на такви политики, треба да разговараме во овој период. Станува збор за истите луѓе кои што потрошија 680 милиони евра во 1 километар квадратен и кои што бескрупулозно го уништуваа нашиот град во изминатиот период. Затоа што немаат одговор на политиките кои што ги креирав јас како градоначалник заедно со вас, граѓаните на Скопје. Затоа ќе разговараат и ќе зборуваат и сакаат до 17 октомври да зборуваме исклучиво за црна кампања. Не за политиките кои што се создадени во градот, не за реализираното во градот, не за визијата во нашето Скопје. Туку за фасади, за стиропори, за црни кампањи на човек или на луѓе, на групација која што напорно работи да ги исправиме 27 годишните погрешни политики под нивното владење. Јас сум човек кој што достоинствено ќе го истрпи сето ова. Затоа што длабоко верувам во демократските вредности и во човечките вредности. Впрочем, зошто ни е политиката ако ја загубиме човечноста? Драги мои скопјани,
Јас сум вашиот градоначалник. И јас сум убеден дека вие тоа и го знаете и го препознавате. И во оваа кампања од мене ќе слушате само како ќе ги решаваме проблемите кои што тие луѓе ни ги наталожија. Ќе победиме и на овие избори и ќе продолжиме заедно да го градиме Скопје како една поинаква приказна, Скопје како што сите го сакаме, Скопје како што сите го замислуваме. Благодарам.